Со македонската коледарска песна Коледница Варварица, коледрачињата денеска во Прилеп го најавија Христовото раѓање и беа дарувани од домаќините на куќите кои што ги посетија. А додека пак прилепските домаќинки од Сдруженијето Преродба по 14 пат ја подготвија традиционалната постна бадникова трпеза, составена од мали постни сарми, гравче, мазник со ориз, постни мекици, костени, ореви, разни овошја и други постни специјалитети. Секако, тука се и големиот број обичаи поврзани со бадник. Инаку бадник и Божик во Прилеп се празнуваат како семејни празници и затоа се вели кај да си, пред Божик, по Божик, дома да си. На трпезата се запеја и традиционалните песни. Летица, Варварица, и по неја Василица, еднаш ни е во година, како цвеќе во градина. Дај ми бабо Костен. Ако имаш машко дете, мати ви го на коледе. Бадник е убав ден, бидејќи се раѓа Исус и сето тоа се раѓа, радост носи во куќата, во фамилиите и домајчините се радува, па ако се роди женско девојче, вела дека ќе биде беричет на годината, стоката да се јагни женски јагнина, да биде уште понапредна, со се да напредува, да има живот, стрејча, радост и да оди понатака радоста, традицијата, да не се откажува. Семен празник, кажаното од кај да си, пред Божик, зад Божик, дома да си. За бадник дома да се седни на трапезата поставена постна, за сите да се собериме, да вечераме и да си дајме благослов, за да ни биде годината беричетна и здрави и живи. На сите Господ здравие и нас. Уште са бајле малите коледарчина, со стапчињата в раце и со торбината на рамо, тргнаја од куќа во куќа со песната Коледица Варварица. Од секоја куќа беа почестени со јаболчина, крушчина, оревчина, динарчина, пари, бадемчина, мандаринчина, костенчина. Сега вечер е бадник. После коледе иди бадник. Бадниковата трпеза е наречена бадник, бидејќи сите се збираат најблиските. Таја вечер кај да одат, мора дома да се приберат за бадник. На бадниковата вечера се приготвува првен, не знам, во некои краеви се клава лепче со паричка, на некои се клава на Василица. Лепче со паричка, се прави мазник, кој со ориз, кој со граф, кој со лукче, кој како сака. Се прави постни сарми, граф. Домаќинките од Преродба велат дека нивната цел освен добрата дружба е овие обичаи и адети да останат како традиција и на идните поколенија. Едни од тие обичаи за бадник во Прилеп се тоа што за разлика од другите градови. Во бадниковото лепче не се става паричка, таа се става дури на Василица. А интересно е и тоа што трпезата останува да биде поставена преку целата вечер. Пред се, Сдруженијето ни е за зачувување на традицијата и пренесување на истите традиционални вредности на помладите генерации. Сакаме да се зачуваат и понатака да се пренесуваат. Ние македонците ова го имаме од нашите баби, од нашите мајки и сакаме и нашите идни поколенија исто да го пренесуваат. Тоа е голем празник, односно е последниот ден на божичните пости, па затоа и трпезата е постна. После вечерата останува се на масата како се вечерало и се кажува дека Господ Бог слегува да вечера и затоа сакаме трпезата да ни остане поставена. Но постарите прилепчанки велат дека сепак дел од младите како да подзабораваат на традицијата. И наместо Божик да биде празник на семејството, кога сите ќе бидат собрани на едно место, тие се повеќе за овие денови заминувале на патување и екскурзии. Колку иде младиве, некој го применува, некој не. И затоа пораката е? Пораката е сите да го применува, оти многу има, кој ќе дојде голем празник, клучо на врата и заминува на излет.
Така не сме да биде. Значи тие не се верници. По наше. Треба да се врати, да бидат сите на масата кој што сме ние сега овде. Инаку денеска во Прилеп по 6-ти пат треба да се одржи и Бадниковата поворка, каде дечињата ќе ја носат макетата на пештерата во која што се родил Исус Христос. Традиционално тргнувајќи од црквата Свети Кирил и Методи или кај народот позната како Параклис, и ќе ја пеат песната Вечниот Бог низ прилепските улици.